Почитувани пријатели, во текот на вчерашниот ден и завчера ноќта, значи се обидоа колеги од една политичка партија да ги вознемират граѓаните на Козле, поготово оној дел кој што живее спроти студентскиот дом Гоце Делчев и спроти трговскиот центар Олимпико, каде што имаме едно прекрасно шеталиште со фонтана, каде што имаме направено една прекрасна оаза за граѓаните на тој дел од општината, да ги вознемират со тоа дека наводно општината Карпеш ќе им направи сообраќајница со која што сето тоа ќе им го урне, па да ги вознемири дека, не знам, ќе имало, замислете, 5 згради нови, дека таму ќе настанел хаос и така натаму, едноставно катаклизма. Причината за оваа работа е токму за ова наше седнување и комуникација со вас, заедно со колешката Гордана Силјановска, која што е раководител на оделение за планирање, и господјата Зорица Китановска, која што е раководител на сектор за урбанизам. Значи, тие од стручен аспект да ги презентираат евентуално сите измени, сите новини, да чуете од прва рака што е тоа работено, каде е вистината, нема повикан од мене како градоначалник и нив како служба, и нема покомпетентен да ви даде одговор на сите прашања кои што вие имате право да ги поставите. Јас нема ништо однапред да ви кажам. Ки дадам збор на господјата Гордана Силјановска и би ја запрашал од која година се работи, е отпочнато да се работи овој план. Деталниот урбанистички план за градска четврт Ј03 блок 2 е отпочнат да се работи од 2017 година. Добро. Значи не сум почнал јас сега да го работам и претходниот градоначалник. Бидејќи е процедура која што трае долго. Сега ме интересира. За да ние изработиме еден детален план, значи ние мора да имаме генерален план. И второ ме интересира, бидејќи по стара програма работам, дали има регулацијски план на овој детален план. Самиот наслов го кажува тоа дека станува збор за ДУП за градска четврт Ј03 блок 2, кој што е дефиниран како таков и диктиран од страна на град Скопје со усвојување на регулацијскиот план на генералниот план 2012-2022. Тоа е блок дефиниран во границите на источна страна, сервисна улица, Јури Гагарин на јужна страна, крак од Козле сервисна 11, на западната страна и на север е дефиниран, на луѓето е позната Теодоси Гологанов, меѓутоа согласно генералниот план булевар Македонија. Во тие граници е дефиниран блок од 8 хектари, на кој што го изработува планерската куќа Иванов инженеринг, подлежал на 3 јавни презентации истиот и по добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски на 8.6.2023 е доставен до градоначалникот и до Советот на освојување. Сега да им појасниме на граѓаните. Значи, планот е од она улица каде што излегуваме од Теодоси Гологанов и вртиме према двете згради со жолта фасадна цигла на гранит, односно за улицата која што се оди кон господинот Петар Гошев или Јури Гагарин, до она стовариште што се е на крајот кај Реплек, и границата е улица Јури Гагарин, и од друга страна граница е булевар Теодоси Гологанов. Значи, тој дали ние можеме опфатот да го смениме? Опфатот во границите не смееме да го одменуваме. Кој го дефинира? Го дефинира градот Скопје. Ние како институција со нашата надлежност од пониско ниво ги превземаме документациите од повисоко ниво, односно регулацијски и генерален. Тие ни диктираат намени, број на жители и развој и улици дефинирани во нивните документации. Само да појаснам за граѓаните кои што не знаат, значи се носи прво генерален план, тој го носи градот Скопје,
во кој се дефинираат главните сообраќајници и намените на поделни делови на градот Скопје. Што значи? Ја дефинираат главната сообраќајница, да се дефинира инфраструктура кај ќе оди струја, вода, канализација, далеководи, телекомуникацијски врски, сообраќајници и вкрстување и намената каде ќе биде намена, односно домување, каде ќе бидат државни институции, кај што има основни училишта, кај ќе има зеленило и така натаму, сето тоа ни го дефинира и ни го диктира градот Скопје и плюс ни дефинира колку жители максимум може да имаме ние на тоа подрачје. Значи, ние не смееме да ја пробиеме таа горна граница кој што тие ја поставуваат. Значи, уште еднаш сакам да кажам, градот Скопје ни донел генерален план во кој што го дефинирале булеварот Теодосиј Гологанов. И ни донеле регулацијски план. Кај е регулацијски? Това ли е регулацијски? Да. Еве го регулацијскиот план во кој што гледате целиот булевар Теодосиј Гологанов, кај се протега, а еве можете да ги приметите, ова се зградичките кои што се во непосредна близина на булеварот Теодосиј Гологанов. Овие булевари се дефинирани со генералниот план. Кога е донесен генералниот план? 2012-2022, меѓутоа и во претходниот генерален план до 2012 ние имаме детални планови за опфатот кој што е предмет во моментов на донесување и со претходна документација. Хронолошки во 2009 имаме усвоено план за населба Козле Пецо Кочо дел А, каде што е дефиниран исто така профилот. Тогаш изнесувал 78 метри. Стоп. Значи, профилот во 2000 и која година е ова? 2009 профилот, значи со претходниот генерален план, не со последниот 2012 што го има донесено од Коце Трајановски, е бил 78 метри. Тоа значи да земете од рабникот на пешачкиот тротоар, на пешачката патека према Трговски центар Олимпико или према студентски дом Гоце Делчев и од тука натаму преку сообраќајницата во зеленилото да мерите 78 метра. Со новиот генерален план, што беше донесен 2012 година, на наше инсистирање, а за да можеме да ги легализираме куќите што се подолу од овој опфат, источно од овој опфат, што е практично куќите што се спротивно од Гранд Престиж од тој дел, тој е значи еден субстандард да можеме да ги легализираме, инсистиравме да се намали профилот на оваа улица и господинот Коце Трајановски го намалија на колку профилот? На 60. На 60 метри. Значи 18 метри профилот на Теодосиј Гологанов е намален. Ние како општина при изработка на генералниот план толку сме можеле да извлијаеме и благодарение на него намаление за 18 метри. Иначе морам да ви кажам, почитувани граѓани, булевар Теодосиј Гологанов го има предвидено Кензо Танге 64 година. И од тогаш па нааму со сите генерални планови, и кога бил Драголјуб Ставрев, и кога бил Живко Поповски, кога бил Крстен Марковски, и кога бил покојни Горан Николовски, и Јове Кикеновски, и Ристо Пенов, Југослав Тодоровски, и Трифун Костовски, значи сите градоначалници Коце Трајановски нааму, овој булевар постои. Овој булевар не зависи ни од Коце, ни од Стерче, ни од Пенов, ни од никого, туку ова е стратешка сообраќајница и јас мислам дека не постои граѓанин во Скопје кој не слушнал за булевар Теодосиј Гологанов и тој булевар клучното е што е. Значи тоа се акти од повисок ранг кои што ние мора да ги почитуваме и ние во главната сообраќајница не можеме да се мешаме. Ние се што преземаме е од споредната улица. Како што можете да видите, имате една лента на Теодосиј Гологанов, имате друга лента и имате споредна сообраќајница од страната на студентскиот дом Гоце Делчев и имате споредна сообраќајница од страната на парковите и граѓаните кои што живеат по позади улица Јури Гагарин. Значи тоа е образ сообраќајница. И ние се што правиме можеме да работиме само на овој дел од споредната сообраќајница на која што може да правиме приклучоци и така натаму. Урбанистички кажано, ние во регулационите линии кои што го дефинираат опфатот, нашата интервенција единствено може да биде
во самиот блок. Улиците кои што го дефинираат, кои што ги кажав како граница на блок, се дефинирани во регулацискиот план, односно во документација усвоена од страна на град Скопје. И согласно хиерархијата на планирање, деталното планирање е пониско ниво од претходно споменатите Значи, документации. имаме хиерархија. Највисоко е Министерството, град Скопје, па потоа сме ние. Деталните планови по хиерархија се најниско во однос на сите други. Сега, горде, те молам. Значи, почитувани пријатели, сакаме да знаеме дека Теодосиј Гологанов постои, значи, во овој нов план, смален за 18 метра, во однос на оној план што е од 2009 година. Еве имаме ние уште еден план овде, која година е овој план? 2012. Ово е 2012. И во однос на 2012 тој е 78 метра, така ли? Да, бидејќи е работен на генералниот план 2002-2012, еве го истиот профил е превземен. И тука буквално булеварот Сервисната улица е пред влезовите на зградите. Значи буквално е пред влезовите на зградите, дали гледате? Значи со генералниот план на кој што ние сме инсистирале да се намали профилот е намален и сега во оваа ситуација гледате ли колку овде имаме делови Дефинирано од и парк. тоа е подобрување во планот. Значи ова е драстично подобрување и затоа го изработуваме овој план, затоа што насилание овој план каде што на граѓаните практично им се доаѓа до влезовите и овој план, значи оваа сообраќајница е далеку поголемо подобрување за граѓаните на тој дел кај што живеат. Инаку морам да кажам, се што е изградено на таа сообраќајница, значи и дрворедите, и клупите, и шеталиштето, и фонтаната, и паркот надоле што го направи Коце Трајановски, се е тоа направено врз булеварот Теодосиј Гологанов. И надоле, фурна ресторант, носталгија, сегашна Лозница, не знам, овие, как се вика, Воденица, Дуомо што беше, карате клуб работнички, се тоа се наоѓа на трасата на булеварот, на јужниот булевар, кој што го предвиде, како што рекол, уште со оние големи стратешки планови што ги направил Кензо Танге, кој што бил повикан по разрушението на Скопје за да направи најдобро можно планирање за град Скопје. Сега, значи, тоа е едно подобрување каде што сервисната улица е за 18 метри поблиску кон улицата Теодосиј Гологанов, односно за 18 метри е зголемен делот на парковите. Да. Кој е второто, има ли друго некое подобрување? Планот беше 3 пати изложен на јавна анкета. Не, остате во планот. Ева Разликите? Разликите. Гледате ли овде дека цела оваа населба со претходниот план влегува од овде? Дали приметувате? И во претходниот. И во претходниот план влегуваат само да рачунете колку овде жители живеат, сите влегуваат, треба, ако некогаш се оствари тој булевар, треба да влезат од едно место и од едно место, а сега со новиот план е направен еден влез, односно излез, втор влез излез и трет влез излез. Дали е тоа, почитувани пријатели, подобрување, ако некогаш се направи овој булевар, подобрување на функционирањето и флуктуацијата на сообраќајот и приклучокот и исклучувањето од булевар Теодосиј Гологанов. Ке мора да се сложите со нас дека ова драстично подобрување, значи пропусната моќна сообраќајница. Во тој случај таму, знаете што било на Сабајле, на Пладна и така натаму, тоа би било ред се редат. Значи ова сообраќајците и нашите колешки кои што работеле на овој урбанички план заедно со планерот направиле драстично подобрување. Сега, јас се сеќавам дека господинот Танас Котумески побара средба со мене и дојдоа уште 4-5 господи, кој беше нивното барање? Тоа ме интересира. Барањето беше сообраќајницата која што се наоѓа јужно од нивните згради да се пресече, односно да има слеп завршеток, стамбената улица Јури Гагарин и дополнително да се планира овој нов пристап. Значи две барања има. Со цел На нивно барање е овој нов пристап, така? да, и град Скопје. И овде овој дел тоа е да појаснам према зградата со фасадна цигла на Јури Гагарин, значи зградата на Гранит, првата зграда, што и дека ќе влезете внатре, значи првата зграда овде, значи овој дел да нема улица, така ли беше? Така.
И дополнително, секогаш ние во плановите се појавува тој проблем од постојните гаражи. Гаражите во документација... Ај прво да расчистиме со ова. Значи, граѓаните побара од нас да нема овде улица и овде да се отвори нова улица. Да, ние им рековме вака. Значи, сообраќајците се неприкосновени во своите одлуки, бидејќи они се раководат според закони. Ние ќе се обидеме ова да го прифатиме и да молиме Господ да пројде во градот Скопје и да пројде ке сообраќајците во Министерството за транспорт и врски. Планот веќе ни беше во напредна фаза за оваа работа, да ја оцртаме оваа улица и да оваа улица да ја стопираме, ние моравме да се вратиме чекор назад, односно повторно да распишеме анкета. Пред го променивме планот, ја вцртавме оваа улица и го направивме овака и ги повикавме граѓаните да кажат дали е во ред ова што сме го направиле за да немаме било каков проблем. Тие рекоа да, се е во ред и ние, значи тоа беше веќе втора анкета, немавме значи никаков проблем. Се што побараа граѓаните од нас, ние сме им удоволени. Имаше рече забелешки на гаражи. Добро. Гаражите во детален урбанистички план, согласно законската регулатива и правилникот, не се евидентираат, не се цртаат и не се планираат како објекти. Значи тоа е согласно закон и правилник, не зависи од нас. Так. Ние знаеме дека луѓето си имаат имотни листови и така натаму. Како се тие се означуваат со X? Во првиот план беа само како проширувања, во овој план во појавната анкета ги дефиниравме со X со цел да бидат евидентирани сите постојни. Меѓутоа во планирана состојба не може да се дефинира таа намена. Значи тие еве ги овде. Да. Ги гледате X-овите, Како значи злобна, може како джебови. значи како джебови, значи X-овите ги гледате секаде. Ај сега. Ајде да видиме со претходниот план како биле. Еве ги гледате X-овите овде. Дали се гледаат овде X-овите, значи и со претходниот план. Еве и со претходниот план сакам да видиме. Ајде да видиме. Еве ги X-овите. Дали може да ги видите добро овде, еве ги X-овите. Значи сите гаражи на исти начин се третираат. Тоа е согласно законските прописи, тоа не зависи од нас. Тие викаат дека ни една гаража, ни во Карпош 1, ни Карпош 2, ни Карпош 3, ни Карпош 4, ни Козле било каде не може да се третира значи како објект, туку мора да се третира како паркирно место. И тоа е така во сите планови. Добро, Борде. Друго? Подобивање, како што кажавме, на согласноста, каде што е дефинирана целата постапка, бидејќи Министерството за транспорт и врски ја разгледува целата водена постапка, планот е воден во електронскиот систем e-урбанизам и подобивање на позитивно мислење од град Скопје, кое што дава мислење на параметрите дали се надминати во однос на генералниот план и дали е почитувана сообраќајната мрежа која што ја планира. Повторно, сообраќајната мрежа. Така. Добро. По добивање на согласноста е доставен до Советот. Ние вчера во секторот за урбанизам имавме граѓани од Јури Гагарин, кои што ги разгледа... Да, тие ми се јавија мене, јас ги упатив кај вас да дојдат и да видат. Кои што ги разгледа и претходните варијанти, луѓето беа задоволни од тоа што го видоа, ги видоа и важечките планови, сватија дека драстично не се менува ништо во однос на планираните намени. Долж сообраќајницата се објектите со А2 намена, дефинирани во планските документации на нас. Значи ние да го немаме овој план. Теодоси Гологанов оставено. Ево го Теодоси Гологанов. Што дури да ги немаме деталните планови, он не останува со генерален план. Се што сме направиле на таа траса, ние направено на постоечка, односно планирана инфраструктура, односно планирана инфраструктура. Гледам на Facebook ми пишуваат и ме пцујат ке се граделе 5 згради. Каде ќе се градат 5 згради? Значи, планирани се овие градежни парцели во старите планови, нема промена во однос на ново планирани објекти. Викаат 5 нови згради да се граделе. Значи, нереализирана е една градежна парцела, дефинирана како ГП-2-1. Значи, само една градежна? Да.
Се друго се постоечки објекти. Пазите со какви лаги се служат. Ке се градат 5 овако. Ајде да видиме се вака. Значи на оваа градежна парцела што имаме овде, еве ја и со претходниот план ја гледате, објектот го гледате. Значи немаме ништо ново. Еве го и со претходниот план го гледате објектот. Значи чиста лага и јас се чудев кога вика 5 згради ке се граделе, колна псујат. Па 5 згради ги направиш овде напред и треба да псујат, мислам. И може да се изначудам докаде може да одат луѓето со манипулациите и со лагите. Министерството за транспорт и врски ни наложи уште една анкета. За објектот дефиниран како градежна парцела 2.1 е дефиниран пристап, за да не Посебен пристап преку улица Козле со издвоен крак, за да не го отежнуваме сообраќајот на веќе постојните реализирани објекти. Значи десно од Реплек, овие двете згради што се и од тука надоле да не се оптеретува, значи тие да си има посебен влез, посебен излез, значи од една страна и од друга страна има да посебен влез. Да се напојува така, за да не се кружи, да има кружно движење до постојните објекти. Мора да напоменеме дека имавме вкупно 3 анкети. Вкупно 3 јавни анкети. Дали имаше анкетни листови, забелешки од граѓани на тие анкетни листови? Првата јавна анкета беше, имаше и организиравме и дополнително во попладневните часови го презентиравме планот. Главната забелешка беше за тоа што веќе напоменавме, сообраќајниците и... Мислиш ова? Така, да се прекине ова и овде да се убаце другото. Така и тоа што ни е проблем во планирањето, односно гаражите. Добро. На втората јавна анкета дали имаше забелешки? Мал број бе, ама тоа беше... Имаше анкетни листови? Корекции. Не се сеќавам точно на бројка, бидејќи тие беа релативно во брз период. 3-2 е 2022 првата, 6-5 е 2022 втората јавна анкета. Значи ние било каква измена, овде сме стопирале улица, овде сме додавале нова, ние сме должни пак повторно нова јавна анкета, повторно да се стави на увид на граѓаните. Да, и имаме трета јавна анкета. Дали тогаш има забелешки анкетни листи? Нема никакви. Дали имаш нешто друго што досега не го офативме со дискусијата за... Јас толку би, мислам, постапката е објаснета во законот, впрочем и за постапката согласност носи самото министерство, сите надлежни институции се произнесуваат во текот на постапката, планот подлежи на ревизија. Бил на ревизија? Да. По целата процедура имаше 2-3 враќања од Министерството за транспорт и врски. Ние на 19 јуни 2023 добиваме согласност. Значи, по отклонување на сите забелешки страна на Министерството за транспорт и врски, ние добивме нова согласност. Добро, тогаш да привршуваме. Значи, почитувани граѓани, можете и сами да ги видите двете претходни решенија, можете да го видите регулацијскиот план и булевар Теодоси Гологанов, или поново, како што викат, булевар Македонија, дека тој постои, тој е надвор од нашата моќ, она што можела Општина Карпаш заедно со господинот Коце Плановски да го намали неговиот профил за 18 метри. Одговорно тврдам дека во овој план што треба да го донесеме имаме подобрувања. Теодоси Гологанов е планиран од 64 година па наваму и досега Теодоси Гологанов не е изграден. Ова што сега го гледате од Теодоси Гологанов, тоа е сервисната улица на Теодоси Гологанов. Иначе Теодоси Гологанов треба да иде 6 метра под нивото на ова што е сега. Значи, бучавата ништо да не се слуша на објектите кои што се надвор од него. Како кога ќе идете во Белград, на Нов Белград, кој ќе влезете, како е спуштено под ниво и вкрстувањата се над ниво, еве гледате и така се предвидени вкрстувањата. Ги гледате како се предвидени вкрстувањата над ниво, а буливарот треба да иде доле и значи треба да има една сервисна улица горе, на горниот дел. Тоа е ова
или ова и друга сервисна улица, значи на горниот дел за да вршат приклучок граѓаните од едниот и од другиот дел, али булеварот се спушта под земја со не знам, тамо е веројатно повеќе овде тревници и така натаму, овде се намалени средина тревниците, што значи дека чиста лага е, дека нас ни текнало да им нацртаме аутострада, внимавајте, аутострада со која што ќе ги уништиме и парковите, фонтаната, шеталиштата, детското игралиште, се тоа ќе уништиме со аутострада. Значи тие, како што они викат аутостради, постоеле со претходни урбанистички планови. Веројатно овде има и други планови претходно, овие се последните 15 години. Значи се што сме направиле на трасата на Јужниот булевар со цел граѓаните од тој дел на Козле да го продолжуваат тој булевар, ако некогаш оваа држава, иначе за да го направат, се направи Јужен булевар треба преку 100 милиона евра. Преку 100 милиона евра, зашто вкрстувањата треба да идат со, гледате, 17 милиона евра чини клучката кај Тојота, кај сервис Тојота, значи тој булевар чини многу пари. Но морам да ви кажам, веројатно треба некој да ме смета за луд, да направам план, односно да направам улица со која ќе го срушам шеталиштето кој што јас сум го направил. Да срушам фонтаната која што јас сум ја направил, да ги искорнам дрворедите кои што јас сум ги насадил, да го уништам детското игралиште кој што јас сум го направил и да ги уништам сите клупи и корпи кои што исто јас сум го направил. Веројатно на овие 60 години со овие бели коси не ме мислите толку дека сум скренат со паметот. Само сакам да ви кажам дека да имате максимално доверба во своето раководство во општина Картош, во мене како градоначалник и во овие две мои колешки кои што максимално совесно си обавуваат работата, немој да ги слушате оние што ве лажат. Се што ви треба било каква информација, мојот телефон го знаете 225 055 070 225 055. Значи, во било која доба на ден и ноќ, еден граѓанин ни си имаше обратено негде околу 22 часот, јас негде после 12 му пушти порака, ако не спиете, јавете ми се. Значи, јас секогаш се јавувам на сите граѓани кои што непознати телефони. Ова е вистинското место каде што треба да ги добиете одговорите. Уживајте во паркот спроти студентскиот дом Госе Долчев или како што си го викаме парк Кузма Јосифовски Питу, инаку да знаете и она што е направен паркот од Коце Трајновски надали и тоа се е на трасата на Јужниот булевар. Уживајте, дружете се, гледајте си серии, гледајте го Вимблдон, навивајте за Джокович, имајте доверба во своето раководство. Еве уште еднаш можем да кажем, гледате сите три плана, само има подобрување и работиме за вашите потреби и во ваш интерес, почитувани граѓани, и оставете ги овие кои што лажат. Тој што лаже има една поговорка, тој краде. Значи, не можам да се изначудам како може толку собствените граѓани да ги вознемириш, да им внесеш немир, да им внесеш револт, да ги изманипулираш само за да се обидеш да оствариш некој политички поен, но вистината секогаш мора да излезе на виделина. Ние работиме за вистината и секогаш ќе стоиме за вистината. Колку да е таа тешка, и јас ќе бидам секогаш спремен да ја соопштам, за разлика од некои кои што сакаат да манипулираат или само сакаат да кажат тоа што граѓани сакаат да кажат или да им кажат тоа што најмногу граѓаните ќе ги револтира. Гледам има граѓани кои што ме пцуеле и ме колнеле, јас и натаму ќе ги почитувам, тоа се мои граѓани, јас сум нивни градоначалник, ќе ви служам вам и кога ме псуете, и кога ме колнете, и кога ме воздигнувате, за тоа земам плата и за тоа сум се борил на избори. Ве почитувам и имајте доверба во нашите колеги кои што совесно си ја работат.